Македонската радио телевизија пред 2 дена објави дека годинашни представници на Македонија за изборот за песна на Евровизија ќе бидат IQ. Денеска разговараме токму на тема Евровизија. Со нас се Бојан и Марија од IQ и Мери Попова, шеф на делегација во изминатите 6 години. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Лесно ме најдов. Да почнеме од тоа дека Мери се јави и да каже дека вие ќе представувате Македонија на Евровизија. Всушност ме интересира, Мери, како реагира кога им јави? Туку што беа вратени од некој настап од Кавадарци, ми се чини точно, и кога им соопштив, треба да дојдете утре да се видиме, бидејќи комисијата скоро едногласно ве избра за убедливи победници на годинишниот отворен или повик за изборна композиција. И Бојан некако дури онака сомнително не знаеше дури ни да изреагира како што треба. Немаше, почна дури да пелтечи. Стварно, добро, да, важи, ето тоа беа коментарите. Не, прво му се јавив на Бојан. Потоа, веројатно, веќе му се склопија коцките што се му кажав и како му кажав, па потоа, веројатно, дојде и оној адреналин и возбута и се тоа што требаше. Еве, нека си каже како... Да, Марија, пошто била таму, како реагирал Бојан, пошто прв слушнал? Мислам дека уште во наредните 2 сати беше прилично збунет и немаше некоја вака еуфорична многу реакција. Така беше тотално збунет, не знаеше што да каже, како да изреагира и после више кога спадна печатоците. А твојата реакција? Ја скокна. Плафонот. Интересно е тоа, јас можам да кажам мој аспект. Тој што ја прима информацијата, не знам, некако чудно е, не си спремен за таков тип на поголема вест. Се надеваш, ама не очекуваш дека баш во тој момент. И така ти треба малку време да ти легне тоа. Дали некако во сите овие години на IQ Евровизија беше еден од оние планови што ги имавте или барем желби? Па да, ама сега некако добро се споја коцките и се намести моментот да речем, пошто изминатите години доста зимавме заред. Вие победивте на Скопски на Скопски победивме, извадивме некои 10 до 12 песни и спотови во време од 3 години. Трет албум спремивме сега и некако поспремни се осеќаме за овој тип на преизвик. Дали те возбудува, Марија, евровизиската сцена, знаејќи дека е голем настан, дека милионска публика ќе те гледа и дека најголемиот дел од очите во тие 3 минути ќе бидат вперени во тебе? Зависи од режијата, меѓутоа. Цел товар на мене, немојте вака. When you put it that way. Да, возбудена сум, расте адреналинот. Меѓутоа гледам да си ставам во главата како размислување дека бидејќи веќе имавме многу настапи до сега, барем од победата на Скопски па наваму, веќе сме на поголеми настани и фестивали, веќе имам поголемо искуство и сакам да кажам дека мислам дека повеќе нема разлика дали ќе настапиш, барем така треба да си ставам во глава, дали ќе биде тоа пред 1000 луѓе публика или пред милионска. Кога разговаравме по телефон, ти ми рече не сакам да зборувам за песната, сакам луѓето да ја слушнат и да ја доживеат. Меѓутоа, бидејќи нели сите се љубопитни, како би ја опишал песната? Не, да ја нацртам, може да пробам да ја нацртам сега. Како ја чувствуваше кога ја пишуваш? Јас се чувствував убаво. После тоа, јас си влегувам некоја мантра, си го свирам тоа саат-два, така се забегувам и мене ми е супер. И тој момент треба да се сними, да се види вака и Марија дојде во студиото и јас се повикав, реков дојди има некоја песна, треба да чуеш. Смеам да открием која е направена? Не. Да. Прво чекам друг некој да слуша, иначе вака јас кога ќе се забегам и се свирам, мене супер ми е. И после слушна Марија и веќе имаше и текст и музика и реков да испее и ја слушнав со други уши, да речем. И тоаш ми стана јасно дека има нешто. Марија? Рече, сакаш да откриеш 4 или 5 дена пред да заврши конкурсот. Така да, тоа беше неверојатно. Значи, мене дури уште не ми беше ни извежбана песната, толку ми беше се уште нова, а прв пат кога ја слушнав многу ми се допадна. Многу е кечи, ке слушнете така на избору. Исто вчера во неврзан муавет со Бојан ме кажа дека веќе си бил во Лисабон и дека последните песни што всушност ги слушаме ние од IQ, најголемата инспирација ја црпиш од таму и од нивната музика. Дали можеби тоа што годинава Евровизија во Лисабон ти беше дополнителен мотив или не знам нешто ти светна, па реши ајде ќе ја напишам песната и ќе биде во овој стил? Сите овие работи, на колку се ги спомна, пред неколку години бев
во Португалија, во Лисабон и во Порто. И најголема музичка инспирација ми од последната деценија, од тоа што памтам. Значи, тој град и таа земја живее за музиката. На секое место се слуша фадо музика, каде да тргнеш, во Алфама, во Бајро Алто. Секој ќе одиме, ќе се сликаме со нив, ќе се уживаме со нивната музика и стварно многу ме инспирираше. И дел од песни што ги слушате ми се одејќи по улица и си ги снимав мелодиите што после тоа прерасна во песни. И сега оваа година кога видов дека во Лисабон, бидејќи минатогодишниот победник од Португалија, беше, мора да кажам, дополнителен мотив. Ја реков сигурно ќе се вратам во Лисабон, па ова е супер можност. Точно. Мери, на конкурсот оваа година пристигна 382 песни од домашни и од странски автори. Колку од тие песни беа всушност од македонски композитори, изведувачи? Па значи од македонските автори, односно продуценти, пристигна негде околу 30 композиции. Останатите беа од Европа. Што морам да кажам дека ми беше исклучително драго, бидејќи минатата година пак имавме многу мал број пристигнати композиции од македонски автори, бидејќи минатата година ние имавме отворен повик. Да, за композиција, да, за Јана Бурчевска. Би им се заблагодарила на сите што се потрудија, што ги пратија своите трудови на овој отворен повик. Имаше навистина добри дела. Беше и ти еден од членовите на професионалната комисија, така што све знаеш, се преслушавме, можеш слободно да споделиш со јавноста како изгледаше целиот начин на преслушување, на совесно размислување, секој од свој професионален аспект. Би им се заблагодарила уште еднаш и на сите членови од комисијата кои што навистина дадоа максимум од себе и трпение и се што беше во полза да го избереме најдобриот. Еве споделете реакцијата кога за прв пат можеме да ја споделиме, заедно бевме во комисијата. Да, кога прв пат ја слушнавме Lost and Found, мислам дека на прво слушање сите го кажавме истото. Ова е нашиот евровизијски представник, да ги слушнеме песните до крај, меѓутоа некако песната се одвои. На прво слушање јас се надевам дека и публиката кога ќе ја слушне наредната недела најверојатно, дека ќе имаат истата реакција како што имавме ние 8 луѓе кои што бевме во МТВ да ги преслушаме сите 382 песни. Вака сега јас не би видела дека наредната недела ќе ја слушнеме песната. Се надеваме. Значи, ние имаме обврска до 10 март да бидеме комплетно спремни со композицијата, со матрицата, инструменталниот дел, вокално-инструменталниот, полуматрица, се што бара ЕБУ со видеозапис. До 10 март мораме да бидеме спремни. Да, како ќе оди понатаму, како ќе одат нивните обврски понатаму? Дали ќе се снима спот, дали оваа година е планирано да одите на некаква турнеја, бидејќи нели изминативе 2-3 години се одеше и во Лондон, се одеше во Амстердам, дали ќе има промо турнеја? Како ќе Па како што реков, значи проектот ги предвидува сите тие задолжителни, условно кажано, обврски кои што ги прифаќаме со самиот договор со ИБИУ. Значи ние мораме да имаме спремна композиција, мораме до 10 март спремен видеозапис, спремно сценско движење до предвидени секоја ситница, секој детаљ кој што е важен за целата мегаломанска продукција. Таму се на проектот работат 2500 луѓе и секој од нив има до вас милион побарувања. Значи до шнола. Често пати знам тоа да го кажам. Они ги бараат тие информации. Се разбира дека понатаму дозволуваат и некаква корекција, но во однос на, не знам, на стајлингот, на бојата евентуално и така натаму, но генерално сите овие најбитни работи, песната и видеозаписот до 10 март мора да е предадено. Бидејќи го спомнавме ЕБУ. Ајде да се вратиме неколку месеци наназад и тоа што се случуваше и што пишува поголемиот дел од македонските медиуми за тоа дали македонска телевизија оваа година ќе учествува или нема да учествува на Евровизија.
И како одеа тие работи, како се решија проблемите со ЕБО, односно како најдовме заедничко решение за годинава да учествуваме? Значи, ние си ја поднесовме нашата апликација за учество на 15 септември, кога е и крајниот рок за аплицирање. Се до ноември, додека значи, си ги исполнивме сите наши обврски кои што требаше да ги исполниме. Но добивме известување од ЕБО дека заради наши долгогодишни некакви заостанати долгови, кои што го имаше куќата, не Евровизија, изборот за песна на Евровизија како проект, извини што ќе те прекинам. Голем дел од јавноста всушност не знае дека тоа се однесува и на спортските надпревари, да речеме, значи, на културната понуда, на сите оние преноси што ги има македонската телевизија. Пакет од ЕБО, кој што го користиме, односно сите јавни радиодифузни сервиси во Европа ги користат нивните услуги. Значи тоа не се однесува на проектот Евровизија. Тука да разјасниме, тоа се однесува на се она друго кое што, да кажам, и не сме единствена земја која што ги има таквите долгови, но ете оваа година, вие знаете дека пред 2 години, точно пред Евровизија, на Романија го забранија учеството, но се работеше за извонредно огромен долг. Ние го немаме. Но, како и да е, значи во ноември добивме известување дека они не се согласуваат годинава да бидеме дел од тоа, додека не се ги подмириме обврските. Значи во нашиот менаџерски тим и нашите служби кои што се задолжени за комуникација со ЕБО го расчистија проблемот, но тоа за нас, за Евровизија, значи во тој дел не навлагам како е тоа се направено, веројатно го средиле како што треба, но во тој период, додека траеше информацијата дека Македонија овој пат нема да учествува на Евровизија, всушност се расчисти цела онаа дилема која што со години наназад ја мачеше, да кажеме, дел од јавноста во Македонија. Дали треба да се учествува на Евровизија или не треба, значи ние имаме параметри дека е добро и дека знаеме дека треба да се учествува. Но останатиот дел, кој пак што тврдеа дека зошто ни е оваа манифестација, зошто да учествуваме кога, не знам, од разноразни причини, не влегуваме, не знам, во финале и така натаму. Од друга страна и но одеднаш истите тие Португалија, така? Точно, после 40 години учество. Но сакам да кажам дека во истиот тој момент, истите тие луѓе кои што го негира или противреча за нашето учество на Евровизија, одеднаш осамна наслови од типот нема оваа година да учествуваме на најпрестижната музичка манифестација, на најголемата музичка манифестација, значи со жалење. И тоа беше за нас многу добар тест да видиме дека уствари македонската јавност и како сака да биде дел од оваа најпрестижна музичка манифестација. Да, во принцип по секое наше учество на Евровизија и пред секој нов избор секогаш е дилемата треба или не треба да се учествува на Евровизија. Јас како некој што бил неколку пати на евровизиското надпреварување, сметам дека треба, барем тоа е мој личен став. Меѓутоа, од таму произлегува и прашањето, зошто е добро да учествуваме на Евровизија? Значи, тоа е добро за државата од повеќе аспекти. Вие сте дел од едно европско семејство, за кој што е престиж да бидете дел од таа, нели, музичка сцена, ќе кажам повторно најголема за нас. Втора, вие ја презентирате македонската култура, тоа е меѓународен саем на промоција на култура, на музика, на уметност, на се. Вие знаете, вие сте биле новинарите, нели, дел од повеќе изданија на Евровизија. Секој еден член кој што е присутен од Македонија тамо, а ги има, да кажеме, не знам колку новинари има. 20 најде да речеме. Не од Македонија, ма зборам од Европа и од светот, значи не се само од Европа, преку 1500, знае и поголем да биде бројот на новинари присутни. Секој еден човек е репрезент на својата држава. Значи секој од нас има пред се таква одговорност. И
многу луѓе, многу новинари кои што се вклучени, точно знаат, преку вас самите знаат од каде потекнувате, каква земја сте вие. Значи, вие знаете дека многумина од нив и дошле во Македонија и доаѓаат редовно. Да, токму заради пријателствата и комуникацијата што е Од друга создадена во изминатите години. Од друга страна, за нас како дел од македонската телевизија, ние имаме и други ангажмани, значи имаме можност за соработка со останатите делегации присутни на тој проект, размена на идеи, на соработки и така натаму, значи навистина е од голема полза учеството на Македонија на Евровизија. Дали се радувате на настапот на Евровизија? Дали знаете во каква нова приказна се впуштате? Па полека дознаваме, да. Мислам дека за нас е баш интересен предизвик, како што претходно кажав, еден добар следен исчекор. Не е мала работа ова и добро спомна мери, особено за земји што се мали како нас и не е толку битно дека се мали, него многу изолирани. И во однос на музика и култура и се останато, така да за нас е супер шанса. Ви честитали колегите за изборот оваа година? Прва честиташе мината годишната учесничка, Јана. И не го кажува ти што не го кажа сега. Влегувате во прекрасна приказна и уживајте во тоа. Апсолутно. А голем дел од колегите не. Колку што памтам, може уште не дознане сега, рано е информацијава. Да, тек почне да информацијата. струи, плюс и нема ни се уште не слушане песната, така да. Да, претпоставам дека рано е да може се би коментира чекаат за тоа, слушнат да. Што ќе понудиме оваа година. Или чекаат да победиме, па да не честитаат. Дали следите Евровизија всушност? Да. Од изминатите години, прво ме интересира кој од македонските песни вам ви се допаѓа најмногу? Значи една конкретно, не дипломатски одговор, сите ни беа убави. Нема дипломатски кај нас. Пукај, Марија. Ми се допаѓа. Од тоа што можам да се сетам, бидејќи не се сеќавам моментално во моментов на сите песни што биле на Евровизија, ама мислам дека најмногу од македонските ми се допаѓаше To the Sky, мислам дека се вика од Тијана. Да, таа 100% те љубим. да. Ето не ми текна. Да, убава песна. Многу сме ние згрчени дека кузне што се решава сега судбина. Ви кажам, мери тоа е манифестација кај што е сајмна култура. Значи, ако еден победи од 43 земји, не се 42 поразени, не се чувствуваат така, ни да дома со нојната глави. Се представуваат и тоа е прослава на музиката, Celebrate the Diversity, како им беше логото, се е во таа насока дека треба да има што поголем микс и меѓу луѓето и меѓу културите. Таков тип на мегдане, не е толку од спортски карактер како што се ода ние сакаме да го доживееме. Мислам дека баш лекот за нас е да организираме ваков тип на манифестации, малку да се опуштиме, да не биде толку пресудно како сме позиционирани, како сме представени. Океј е се. Мери би организирала Евровизија. Не, од тој тип сакам да кажам каде што Не е проблем. се организираат фестивали, сега во последно време доста има, нема да тоа да биде на такво ниво како Евровизија, меѓутоа фестивали каде што се покануваат луѓе од различни земји, се мешаат култури, музики и така натаму. Тоа е главната цел. И треба да остане, бидејќи не знам дали сте приметиле, символична е победата, има еден победник, нема после тоа второ место, трето место, нема медали. Има разлика меѓу спортски настан и културна манифестација. Апсолутно. И не треба да забораваме. А од сите останати евровизијски песни од изминативе години, има ли некоја што си ја подпевнувате, може би е дел од вашиот репертоар? Има. Имани? Како се викаше? Where Where Are You Now? 98-ма? Има една дирска, не знам кога беше, многу оддавна, ама ја памтам ми влезе во глава. Исто некоја, 90 некоја. Always Over. И има, која беше Катерина and the Waves? Love Shine a Light. Love Shine a Light, да. Мене Еуфорија многу ми се свиѓаше, Да. од Лорин. Еуфорија, Лудница. И Heroes. И Heroes. Да. Мери за странските, мораме да те прашаме и тебе. Има повеќе, но секој пат ги спомнувам Атена, турците, па и Морвеотеси, он ми се допаѓа. 2008, мислам дека беа во Белград, да. Потом ми се допаѓаше многу Патриција Кас, французинката, која што ја представуваше Франција во Москва. 2014. Патриција Кас 2009, да. 2009 и заврши негде во долниот дел од табелата, но неважно, таа композиција ми се бенди се многу. Секако овие
последниве години еуфорија и минатогодишниот представник ми се допекаше. Тоа беше чиста емоција. Да. Емоција на сцена, да. Дали некогаш како организатори за изборот за песна на Евровизија сте размислувале дека можеби може да се прати некој од народните изведувачи или народна песна да пратиме на Евровизија, дека тоа не мора да биде забавна композиција? Се размислувале ли во тој правец? Сега скоро гледав една емисија која што ја работеа нашите колеги од телевизија Црна Гора, која што е копродукцијски проект на ниво на сите бивши држави од некогашна Југославија, кај што имаше посебна емисија за Евровизија, тема Евровизија и нашите представувања, највпечатливи представувања од бившите држави на Евровизија. Значи, од овој денешен ракурс се издвојуваат сите тие и сите тие биле мощно добро прифатени од европската па и светска музичка јавност, бидејќи нашиот ритам, нашиот мелос е за нив се уште многу екзотичен и е многу интересен за слушање. На едно време, мислам дека веќе претеравме сите ние. Па сите некако искршнавме од тој пат, да се вратиме малце, да видиме според светските стандарди, да такви беа размислувањата генерално. Дали можеби сте слушнале некоја од годинишни избрани песни? Да. Ви се допаѓа, дали некоја ви... Ми се допаѓа, супер прашање. Швајцарија ми се допаѓа. Имаш уште некои 2-3 вака што беа Ништо друго не ми се допадна. 15 слушаме, Швајцарија ми се допадна. Мислам сега тоа лично, мене како ми се, како ги слушам песните. Тема Евровизија е многу широка, многу работи има уште за кои што можеме да разговараме. Меѓутоа, јас се надевам дека тоа ќе го направиме или кога ќе имате готова песната, можеби ќе дојдеме кај вас во студио да снимиме нешто, или ќе се дружиме во Лисабон. Во секој случај, ви благодарам што одвоивте време. Баш еден ден по објавувањето дека сте наши евровизиски представници и уште од сега ќе ви посакам многу среќа и ќе ви посакам да се забавувате. Благодарам уште еднаш и се гледаме наскоро.